Мојот гостин Дехран Муратов. Дехран, добро утро. Се уште сме добро утро, 10:30 сат нема. Добро утро. На теми кои што со господинот Скендер Джепи колешката Весна ги допре и ги разговараше и така натаму. Дехран Муратов е член на Цивил, на една од најактивните граѓански организации во Македонија, и Цивил денес има еден настан што ќе се случува попладнено негде околу 1-2, каде е? Во 13 часот, така е, на кој што ќе учествува заменик председателот на владата, господинот Артем Груби, и поранешниот министер за култура Ала Ѓозовски, кој што е еден од тој координатор, што му е официјалната функција, координатор за мултикултурализам, така е. Предпоставувам дека заради тоа темата ќе биде баш ова што го најавувате, но морам да кажам, насловот ви е прилично, како да кажам, интересен. Се работи за вредностите и мултикултурализмот. Па велите невозможна мисија со прашалник. И недискриминацијата. И недискриминацијата. Ајде малце повеќе. Што е идејата на целата тема? Да, пред се благодарам за поканата и можноста да кажеме малце повеќе околу настанот. Ова настанот е дел од проектот Европски перспективи, следно ниво, кое што го работиме во соработка со кој што е финансиран од Министерството на надворешни работи на Германија, кој започна од 1 април. Целта на проектот е промовирање и јакнење на јавната свест за европските вредности. Денешниот настан е учесници на панел дискусијата од 13 часот кој што ќе започне се вице-премиерот Артем Груби и Роберт Ала Ѓозовски, кој што е дел од она имплементација на едно општество за сите. Насловот го ставивме како европски вредности, невозможна мисија, и сега дали е возможно или не е возможно, тоа веројатно ќе кажат и нашите панелисти. Вашите панелисти сигурно ќе кажат дека е возможно. Но ние сме тука да им кажеме дека работите, сите тие кои што они викаат дека се возможни, ние секогаш наоѓаме причина дека тие возможни мисии и возможни работи треба малце повеќе да се работи на тоа, не само декларативно и само да се каже како изјава, по завршување на настанот се уште да тапкаме на место како што. Па ќе биде всушност занимљиво да се види, бидејќи едно општество за сите концептот беше еден од клучните политички пилари, столбови на оваа влада. Со Артем Груби и со премиерот Заев се чини дека нешто многу баш не сме подсетени дека таков проект постои, иако тој требаше да биде центар на обединувањето, да кажем, во некаква граѓанска смисла, во некаква перспектива на Македонија. Дехан, може ли едно лично прашање, бидејќи разговараме за едно општество за сите, ти си ром по етничка припадност и така. И разговараме за невозможната мисија за мултикултурните концепти, дури и во европска смисла. Кои се твоите лични искуства? Имаш ли ти лични искуства со кои можеш, сигурно имаш, со кои располагаш, за да можеш да ги оцениш сите овие инаку вака високопарни концепти кои што милуваат политичарите да ги дискутираат? Јас би рекол дека сум позитивниот пример и можноста да се каже дека постои возможна мисија да успееш како ром во ајде да кажам во неромски средини. Кај нас имаме една перцепција да бидеме моноетнички. Значи, имаме невладини организации кои се само со роми. Имаме медиуми кои што се само со една или друга етничка заедница. И затоа велам дека јас сум еден од ретките примери каде што работам во таква мултиетничка средина, каде што не работам во ромска средина, не работам само за ромските прашања. Да, се борам и за правата на ромите и за недискриминација врз ромите, но исто така се бориме и за правата на ЛГБТ заедницата, правата на жените, правата на македонците, правата на албанците, турците и сите. Коментарите, и морам да кажам дека твојот агол на гледање секојаш инспиративен, бидејќи баш доаѓаш од место каде што имаш располагаш и со лични искуства. Морам да те прашам, како ја оценуваш ти инаку, нели, за ромите се посветија и големи
политички заложби, па дури и средства, не само од Македонија, тоа е со странски проекти и така натаму, деценија на ромите, па помина, па уште трае, па и така натаму. Како се има ли напредок во ромската етничка заедница под сите овие прашања за кои разговараме? Има напредок, нема да кажеме дека нема напредок. Тоа се гледа. Ние можеме да видиме една статистика, она што на пример имаме можност да видиме дека стално се има перцепција, дури сега имаше едно од проектите нашите, едно од заложбите со борба со хибридните закани и лажните вести и дезинформации и говорот на омраза. И во изминатиот период имаше во текот на Евровизија еден статус малечката невеста, малечката циганка која што се мажеше за Белгија порасна, наведувајќи на презентерката од Белгија која што ги презентираше резултатите. Алудирајќи на една несреќна случка која што пред 7-8 години, која мало девојче, 16 годишно девојче, не знаеше како се вика дечкото, тоа сите го знаеме дека се мажи за Белгија, и се добива перцепција дека сите ромки се мажат на 12, 13, 15 години. Но она што е статистика, ако видиме дека поголем број на жени ромки завршуваат високо образование, зборам за факултет, за разлика од мажите. Ама тоа, например, не е представено, не е кажано во медиумите, затоа што поинтересно е ова да се каже дека се мажи за Белгија, отколку да се каже дека процентот на завршени жени ромки е поголем за разлика од мажите роми. Верувам дека може да се постигне едно општество, верувам дека европските вредности кај нас секогаш работите ги гледаме на потешкиот начин. Секогаш бараме да кружиме за да дојдеме до вистината. Ние сега се бориме, еве и рамковниот договор е една од оние кои што може би се дел од она имплементација на едно општество. Денеска ќе се дискутира на трибината и за тоа? Ќе се отвори прашањето, да, колку тоа придонесе и придонесува за едно општество, затоа што нели знаеме дека рамковните договори опфаќаат сите етнички заедници пред се за вработувањето. Така да сега ќе се опфати тоа прашање колку тоа придонесува, без разлика дали само се придонесува кон застапување на етничката припадност, туку ќе видиме и колку квалитетот е тоа пресудно. Дали ние 20 години имаме потреба само од етничка припадност, дали сега треба веќе да на некој начин да го напуштаме тој концепт и да приоритет да ни биде квалитетот. А потоа и етничката припадност, затоа што гледаме дека има и манипулации. Ако некој сака да го изманипулира системот, гледаме како некој се запишува друга етничка припадност за да го исполни она графа за квоти, да. Нели, и секогаш има простор за манипулација. И ние сега, ако сакаме да бидеме чекор кон Европа и сакаме да бидеме дел од Европа и граѓани на Европа, мораме да го напуштаме помалце тој начин на етничка припадност, национализам, туку да се вратиме кон она што значи почитување на различностите, културите, пред се почитување на неговата способност. Работата на одреден човек треба да биде приоритет, а потоа етничката припадност. Затоа велам јас, можеби сум еден од ретките кои што никој не ме праша што сум кога одам да се вработам. Кога барам работа, никој не ме праша што си по етничка припадност. Иако во принцип тоа и не треба се прашува, ама и тоа е веќе нешто. Ако мене лично ме прашуваш, јас би го тргнал тоа како од графата за вработување, затоа што му каква врска има што му е битно која е етничка припадност. Да, можеби тоа е битно за утре ако например треба одреден јазик. Кај нас имаме проблем со запознавање на јазикот, ние поразличен. Ние имаме ситуации каде што англискиот ни е заеднички јазик. А живееме заедно едни покрај други, а не едни со други, што би требало да биде малце да се смени тој принцип и да си го зборуваме јазикот кој што ни е тука наш, а не да зборуваме еден јазик кој што ни е наметнат од странство. Дехран Муратов, благодарам за овој денешен разговор. Ќе биде занимljivo да се видат ефектите од трибината. Сигурен сум дека
ќе биде медиумски покриена, бидејќи и двајцата соговорници ви се... Ќе има ли може за вклучување публика? Вие обично ги правите транспарентни, отворени тие трибини? Да, сите наши настани се јавни. По завршување на настанот веројатно ќе има простор за прашање од публика и веќе почнуваме Настанот ќе биде онлайн, претпоставувам. Да, онлайн кој што ќе биде пренесуван во живо на Facebook и на YouTube каналите на Цивил. Ќе бидат ослободни за преземање од страна на медиумите, но исто така во последните период сме отворени и за медиуми да стигат. Се уште не сме отворени за публика затоа што нели ковид мерките не дозволуваат, но имаме простор и веќе да доаѓаат и медиуми да присуствуваат на настанот и да поставуваат прашања. Каде се прашања. одржува настанот? Настанот ќе се одржи во хотел Сити Парк кај стадионот, пошто имат традиционално место, не некогаш се буниме да биде Карши фонтана, а ова е кај стадионот. Така да отворени сме во изминатиот во текот на наредните месеци, исто така ќе имаме низа на панел дискусии, дебати, конференции на тема за промоција и на европските вредности. Европските вредности, мултикултурализмот, невозможна мисија. Панел дебата во 13 часот денеска во Сити Парк хотел. Пренесува на Facebook и на YouTube каналите на Цивил. Дехран Муратов, благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас.